أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалноста му припадви само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салават и селам од мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Секој еден од нас го чекате на неизбежна стретба. Стретба која не може да се избегне, стретба во која за прв пат секој еден од нас ќе здогледа мелек. Ќе го здогледаме мелекот на смртта. Мелеците која земаат душата од луѓето. Оваа стретба е неизбежна. И секој еден од нас треба да се подготви за овај голем момент. И се што поседуваме да направиме да биде ефтино. И да употребиме сите наши средства расположливи во подготвување за овај ден, за овај момент. Во кој момент некои луѓе ќе бидат израдувани во овај момент. Од овие мелеки ќе бидат израдувани. И нивните лица ќе побелат, бели, нур. А нажалост, некои лица, некои луѓе ќе бидат натажени, ожалостени и нивните лица ќе потемнат, ќе поцрнат. На секој еден од нас во овај момент нешто ќе ни се каже. Што ќе ни се каже? Од овие две нешта што ги спомнавме. Тоа што ќе го спомениме напред сега во овие ајати, Аллах да не направи то таа група, тие се тие кои ќе бидат израдувани во овај страотен момент. Во овај страшен момент овие ќе бидат израдувани. Нивните лица ќе бидат блескаво бели. Кои се тие? Аллах Джелешану ги опишува на оваа група и вели: Иннал лазина калу раббуна Аллах. Тие се оние кои ќе кажат Аллах е нашиот господар. Како ќе кажат? Искрено, вистински. Зашто многу луѓе кажуваат дека Аллах нивни господар. Со нивни јазици, а нивни дела, нивни живот го кажуваат спротивното. Thumma istaqamu. И кога ќе кажат Аллах е нашиот господар, тие се истрајни. Истрајуваат на ова нешто до последниот момент од нивниот живот во ова дујна. И што значи ова? Thumma istaqamu. Потоа издржија на тоа нешто. Беа истрајни на тоа нешто. Ова истикамет, истрајност, значи следење на наредбите и избегнување на забраните од Аллах Джелешану. Thumma istaqam, потоа истраја онака како им беше наредено, не како тие мислеа. Како Аллах побара да истраат. Не како тие мислят, зашто многу мислит дека тој е истраен во вера, ама како тој мислит да ја живеет верата. Не. Како Аллах барат од нас, како ни е наредено да ги извршуваме наредбите, да ги избегнуваме забраните, а ова не се прави без знаење, без да се знаат верата. Без да се знаат тие прописи, не можеш да знаеш што ти е наредено и што ти е забрането. Ова позади себе носи илм, знаење. И тие што ќе кажат, велите Аллах Джелешану дека Аллах нивни господари, потоа ќе истраат на тоа. Што се случува во последните мигови од нивниот живот во оваа дујна? Татаназзалу алейхимул малаика. Слегуваат кај нив мелеки, доаѓаат кај нив мелеки. Во овај момент доаѓаат два видови мелеки во дујна, што ги земаат душите. Мелеките на рахмет и мелеките на азаб, на казна. Кај овие луѓе доаѓаат мелеките на рахмет. Уште кога ќе ги здогледат човекот, ќе види блескаво лица, бели,
не страшни. И што им кажуваат во овај најстраотен момент? Алла тахафу, немој да се плашите. Аллаху акбар. Зашто да се плашат? Немој да се плашите. Затоа што доаѓа напред. Страшно ахирет одиш. Овај момент, гроб, махшер, суал, сират, дженнет, джехеннем. Алла тахафу, немој да се плашите за тоа што доаѓа напред. Немој да се плашите. Аллаху акбар. Вала тахзену, и немој да се грижите. Зашто да се грижат? Затоа што го оставате позади вас вашето семејство, вашата фамилија, вашето богатство. Немој да се грижите за нив. Тие се во чување кај Аллах. Аллах ги чува на нив. Аллаху акбар. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. И ве израдуваме на вас, ви даваме мужде на вас за дженнетот кој ви е ветен на вас. Аллаху акбар. Замисли во ваков страотен момент, ваква страотна сцена, че ти кажат мелеките, немој да се плашиш за тоа што доаѓа напред, немој да се грижиш за тие што ги оставаш позади тебе, те израдуваме, ти даваме мужде, дека тој дженнет што ти е ветен ќе го добиеш. Аллаху акбар. И само толку? Не. Нахну аулијаукум фил хајати дуња. И ние сме заштитници ваши во оваа дујна. Ве упативме, Аллах не упати, ни го зачува тој хидајет до овај момент, направи да бидеме цврсти, непоколебливи, да не го потрошиме и уништиме тој ислам. Ва фил ахира, и ние сме ваши заштитници во ахирет. Че ве штитиме од страотијата на гробот, на махшер, на мизан, на сират. Ва фил ахира, и че ви дајме дженнет на вас. Аллаху акбар. Само толку не уште. Ова мужде, ова радосна вест трајт уште во овај момент страотен. Вет Аллах џеле шану: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. И во него ќе имат што ќе посакаат душите ваши во дженнетот, ќе има што ќе посакаат душите ваши. Што ќе посакаат? Уште му дават мужде. Во овај страотен момент уште добиват тој радосна вест. И во тој дженнет ќе има што ќе посакаат душите ваши. И таму ќе имат она што ќе го побарате, а не. Што ќе побарате, ќе добиете, а не. Во ваков страотен момент. Нузулем мин гафурир рахим. И се ова како угостување од простувачот и семилосниот Аллах. Се ова ќе го добиете како угостување, како пречек од Господарот ваш, простувачот и семилосниот. Гледај, и на крајот во овие ајети доаѓаат последниот ајет кој опишуваат оваа сцена и ги опишуваат овие луѓе, овие верници. Ќе гледаме долу овие евлијаи, овие сакани кај Аллах, овие избрани кај Аллах. Велите Аллах џеле шану, последниот ајет во оваа случка: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. И кои зборуваат подобро, и кои имат подобар говор. Ова се враќаат во тефсир, кој говор? Тие што кажа е Аллах наш Господар, и страја во тоа. Кој има нешто подобро од ова? Првиот. Второ, и ги повикуваат и другите во тој хајр кој го имат тој. И ги повикуваат и другите. Веруваат во Аллах, издрживе на тоа, не? И ги повикуваат и другите да го добијат тој хајр. وَعَمِلَ صَالِحًا. И правит добри дела. И кажуваат: јас сум еден од муслиманите. Хасан ел Басри го правил тефсир овај ајет и вели вака: кој ги имат овие својства?
овие особини, кој ќе кажат Аллах е мој господар искрено и ќе истрајат на тоа, thumma istaqam, и ќе истрајат. Потоа ќе ги повикат и другите во тоа и ќе прават добри дела. Вели Хасан ел Басри, овие се од еулија Аллах. Овие се од најсаканите ке Аллах и од најизбраните ке Аллах. Овие во овај најстраотен момент во оваа дујна ќе добијат ваква радосна вест. И поради овај момент верникот треба да се подготвуваат за оваа голема стредба со овај мелек на смртта, со ова оставање на оваа дујна и заминување во вечниот ахирет, во ова оставање на оваа пролазна дујна, која излажала многу, нажалост, им го украла ахирет. Оваа лажна дујна, лажно уживање, лажно, им го украла ахирет, ги направила слепи да се во односот на оваа стредба, да заборават на односот во оваа стредба, да заборават на оваа голема стредба. Нажалост, многу се будат, се разбудуваат од тој дујнјалучки сон, од сонот на дујна во овај момент кога ќе ги здогледаат мелеките на смртта. Тогаш се будат. Раббирджиун, ја Аллах врати ме, леалли амелу салихан фима тарак. Ја Аллах врати ме за да работам добро во она што го оставив. Зошто се разбудил? Верникот треба да биде буден во односот на ова тешка средба. И да работат, да направи сите негови средства што ги поседуват да бидат ефтини во подготовка за оваа средба, за да ја добиет оваа радосна вест, оваа бушра, оваа мужде да го добиет во овај момент, кога цела фамилија ќе плачи, а тој да се смеи и да се радуват, да уживат во таа средба со овие мелеки, да биде нестрплив, да му се не дочекуват да се случи кијамет. Верниците така ќе бидат во гробовите, нестрпливи за да се случи кијамет. За да го добијат она што работале цел живот. Поради ова нешто, вреди да потроши се што поседуваш. Поради ова нешто, вреди да се надпреваруваш во правење на добри дела. Поради ова нешто, треба да скратиш од уживајната од оваа дујна. Поради ова нешто, вреди да скратиш на твојот сон, на твојата забава во дујна. Да одмора мало, немаш да одмориш време. Верникот ќе одмори иншалла во ахирет. Му кажал синот на имам Ахмед, о татко, кога ќе одмориш малку ти здивни. Здивни малку. Рекол ќе одморам кога мојава нога ќе влези во дженнет, тогаш за мене рахат. Му кажале на Хасан ел Басри во смртна постела, пишувал уште хадиси, кога бил болен. Му кажале уште ли доста? Рекол не знам дали сум го пишал хадисот со кој Аллах Джелешану ќе ми се смилува на мене. Аллаху акбар. Ниједна прилика и шанса која ни се пружи за добри дела, немој да ја пропуштиме. Не знаеме во кое мало дело лежи Аллаховото задоволство. Со кое мало може би дело во наши очи ќе го направиме Аллах да биде задоволен од нас. И избегнувај ги сите лоши дела да ги сметаш големи. Зошто? Не знаеш во кое лошо дело седит и стоит Аллаховата лутина. Да не поправи. Аллах да направи до неговите искрени и честни робови, Аллах да ни овозможи да се подготвиме за овој голем момент и да Аллах Джелешану да не направи на сите кои ќе бидеме израдовани од тие мелеки на смртта во овој момент. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.